Ако некој го руши дигнитетот и независноста на судот, сте вие. Рековте, во целиот овој циркус има политика. Да, 3 дена има политика. И 3 дена не застаневте во рушењето на она што значи независно судство. Сега, говорите дека токму Добрилака Царска е таја која што го крши Уставот. Не, колеги, не е Добрилака Царска што го крши Уставот. Вие сте тие што го не почитувате ниту Уставот, ниту Законот за судови, ниту пак Уставниот суд, ниту редовното судство го почитувате. Сега ќе ви кажам, бидејќи сакате да ја цитирате Колумбија, во конечниот извештај на мисијата на ОПСЕ за случаите на СЈ, за 5 случаи кои што се завршени, се наведува дека процесот Тенк во кој му се судеше на поранешниот премиер Груевски е добар образец дека е можно високо рангиран функционер да биде осуден. Во делот на извештајот наречен Сеопфатна анализа и завршени предмети се вели: особено внимание посвети на овој случај, без разлика на бегството од правдата и поранешниот премиер Груевски, што следеше подоцна. Овој судски процес беше пример дека е можно високо рангиран функционер да одговара. Пресудата беше добро образложена и јасно ги презентираше доказите на кои судот им дал верба при утврдувањето на вината. Пресудата содржаше и јасно објаснување зошто судот ја отворил теоријата на случајот на одбраната. Судечкиот совет во овој предмет успеа да постигне соодветна рамнотежа помеѓу правото на судење во разумен рок, а покажа и дека постапката може брзо да се одвива, без притоа на кој било начин да се повредува правата на обвинетите. Овој случај треба да послужи како пример за сите кривични совети. И вие тука дискутирате за стручноста и компетентноста на судија кој што бил судија 34 години. Ниту еден друг процес не ве интересира, ви интересираат процесите против високи функционери на ВМРО. И тука е проблемот. Политиката се знае каде. Благодарам.